Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Руската инвазија во Украина и одговорот и интересите на Северна Македонија. Ова е работниот наслов на вечерашнава дебата со министерката за одбрана Славјанка Петровска и подпредседателот на ВМРО ДПМН Тимчо Муцунски. Ке разговараме за декларацијата усвоена вчера во Собранието, ставовите за кризата на поединечните политички актери, прорускиот сентимент кај дел од населението, ризиците пред кои е исправена земјава, одговорот и однесувањето на власта, можните регионални импликации. Ке го отвориме прашањето за членувањето во НАТО од аспект на придобивките, но и на обврските. Исто така ќе зборуваме и за евроинтеграциите на земјава и за тоа дали актуелната криза околу Украина може да влијае на деблокирање на процесот за Северна Македонија и за Албанија. Ова и во светлината на оценката на шефот на дипломатијата Бујар Османи од денеска, дека проширувањето на ЕУ сега станува витално прашање од безбедносна гледна точка. Ке одиме на реклама и па ќе се вратиме со најавената дебата. Гледате 360 степени. Собранието вчера усвои декларација за осуда на воените напади кои го загрозуваат територијалниот интегритет и суверенитет на Украина. Во документот, меѓу другото, се оценува дека, цитирам, со ништо неиспровоцираната руска агресија врз Украина представува еклатантно кршење на меѓународното право, која што ја загрозува европската безбедносна структура и го доведува во ризик мирот на континентот. Декларацијата беше предложена од пратеничките од ЛДП и од ДОМ, Моника Зајкова и Маја Морачанин, а на пленарното заседание на парламентот доби широка поддршка од дури 100 пратеници. Против гласаа тројца: Димитар Апасиев и Борис Крмов од Левица и Иван Стојлковиќ од Демократска партија на Србите во Македонија. Ова е вовед во вечерашнава дебата со министерката за одбрана Славјанка Петровска. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата. И Тимчо Муцунски, подпредседател на ВМРО ДПМН. Добро вечер, добре дојди за вас. Добро вечер, благодарам за поканата. Моето прво прашање би било поврзано со декларацијата. Петровска, дали може да сметаме дека релевантните политички субјекти и од власта и од опозицијата, барем за оваа тема, а ретки се такви, се најдоа на една иста страна и имаат еден исти став? Особено ако ги имаме предвид отровните стрели кои што и денеска летаа од една на друга страна на истата оваа тема. Ова прашање ќе беше скандалозно ако немавме единствен став, затоа што станува збор за прашање кое сликува државната политика, нешто кое што изминатите години се гради. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија како најголема политичка партија во власта, но и коалицијата очигледно е дека се придржуваат кон општите, би рекла, сите осудите на однесувањето, односно случувањата во Украина, и во таа насока и предложената декларација која вчера беше усвоена. Прашањето кое што се поставува политички, би рекла, повеќе е како во рамките на опозицијската коалиција се толкува неподдршката од страна на една од политичките партии која до пред неколку месеци требаше да биде клучен фактор за формирање на така наречена нова влада. Ако се сеќавате на она спектакуларна фотографија и така натаму, тука треба да се насочи повеќе дискусијата. На Левица, на двата гласа против, да, затоа што знаете како... но и Иван Стојлковиќ беше против. Затоа што со оваа декларација има за цел да го осуди рушењето и газењето на човековите права пред се во Украина, на граѓаните кои живеат таму, се разбира да го осуди кршењето и непочитувањето на меѓународното право, што всушност се случува сега во Украина. Тезата на Левица е дека врз основа на релевантни меѓународни извори во изминатите години многу повеќе на страната на руското население во Донбас имало цивилни жртви, многу помалку на украинска страна, дека за тоа ниту светот, ниту Северна Македонија реагирале. Не би се сложила тогаш зашто до сега не предложиле декларација за осуда на евентуално такво однесување. Нивното однесување во изминатиот период како политичка партија која требаше за среќа не стана фактор на формирање на влада, која што замислете какви проблеми ќе имаше тогаш таа влада ако евентуално била формирана сега во овие околности. Среќа е што не се фактор на одлучување за формирање на влада, заради тоа што очигледно е нивното влијание и нивното перцепирање на нештата.
декларација која вчера беше усвоена од собранието и која е за вистина за поздравување, особено заради тоа што политичките партии во најголем брой со исклучок на ова што сега го споменавме не се приклучија, другите се приклучија и тоа е навистина за Интересно е дека поздравување. не дојде ниту од СДСМ, ниту од ВМРО ДПМН, туку од ЛДП и ДОМ. И тоа е за поздравување. Тоа не значи дека секогаш треба да доаѓа нешто од нас, апсолутно како дојде од, би рекла, од име на партнери кои се дел од нашата коалиција и апсолутно ние тоа го поздравивме. Што се разбира е во согласно со политиките кои ги водиме на државно ниво. Муцунски, за вас ова првото прашање, дали можеме да сметаме дека релевантните фактори се навистина на една линија, на иста страна во однос на оваа тема? Случувањето од последните неколку недели, би рекол процеси кои што траат во перцепцијата на општата јавност околу навистина ескалацијата која што отпочна, а сега веќе се претвори во сериозна агресија, нарушување на нормите на меѓународното право и сето оно што гледаме како јавност е нешто што нас лично не загрижува, би рекол, пред се како граѓани на Република Македонија заради географската близина со таму каде што има во моментот сериозни воени действија, но и како носители на политички одлуки, кои што конзистентно застапуваме одредени ставови насочени кон заштита на стратешките надворешно политички интереси на Република Македонија. Добро е што имаше во текот на вчерашниот ден консензус во собранието, консензус кој што е на линија на тие стратешки надворешно политички приоритети. Имаше тројца пратеници кои што гласаа против, си имаа право, тие демократско право на свој аргумент, но ставот на ВМРО ДПМН е по ова прашање веќе подолг период е конзистентен по однос на сериозно. Сакам малку подлабоко да влеземе. И би кажал само дека земајќи во предвид, веројатно во текот на дискусијата ќе разговараме за сериозните ризици со кои што се очуваме како држава од оваа криза на територијата на Украина. Добро е по ова прашање да имаме консензус. Не мора секое прашање да биде прашање во кои што центрите за комуникација на партиите ќе даваат одредени тези и потоа ние меѓусебно ќе се напаѓаме по тие тези, а ги слушам веќе овие тези кои што ги слушнав од министерката за одбрана, па би рекол скоро истите зборови ги слушам веќе од други представници на СДСМ како политичка партија. Не сакам да навлегувам во дневната политика. Не сакам да навлегувам во дневната политика. Од двете и затоа јас ќе се воздржам од такви коментари. Јас би кажал дека ставот на ВМРО ДПМН веќе подолг период е конзистентен по прашање и мислам дека нашите граѓани, кога е во прашање безбедност, кога е во прашање и стабилноста на економијата и социјалните политики низ призмата на безбедностите ризици, очекуваат од нас трезвено и одговорно. Може би не сум во право, но мојот впечаток е дека одите по една тенка линија, имајќи ги предвид веројатно ставовите на дел од вашето гласачко тело, во однос на што? Во однос на квалификацијата на тоа што се случува во Украина. И ми се чини дека речиси и да избегнувате фразата или оценката за тоа дека станува збор за инвазија, за агресија од Русија кон Украина. Да речеме, вчера го слушав Милошовски во говорот кој што требаше да биде говор на поддршка на декларацијата пред непосредното гласање во собранието. Мислам дека многу внимателно ги бираше зборовите, зборуваше за тоа дека како партија го поддржувате принципот на територијален интегритет и суверенитет на секоја држава, принципот на немешање во внатрешните работи, но дека станува збор за агресија не чув од Милошовски. Од страна на нашата партија, на представници на партијата, председателот на партијата, јас како подпредседател, другите подпредседатели, постојано има од наша страна конзистентен став по однос на воените действија што се случуваат и да го продолжиме тој став дека дефинитивно мислам дека има апсолутен консензус дека на територијата на Украина се случува и воена агресија од страна на Русија. Така да изборот на зборовите во меѓународните односи секогаш треба да очекуваме дека ќе биде внимателно направен, бидејќи пред се нашиот интерес како представници на една суверена земја да ги штитиме стратешките интереси на Република Македонија, тоа е нашиот прв приоритет, но и низ таа призма ние имаме обврска да повикаме на почитување на меѓународното право, да ги осудиме воените действија кои што Русија ги прави, да осудиме воената агресија која што Русија ја превзема, бидејќи нема никаков сомнеш дека надворешно политичките приоритети на Република Македонија бараат такво постапување од наша страна. Деновиве дел од оваа стрелба од една на друга страна беа за основа има една анкета која што се појави неодамна,
а кое што покажа дека значаен дел од оние што рекле дека ја поддржуваат ВМРО ДПМН, 56% покажа таа анкета, станува збор за Институтот за демократија во соработка со Конрад Аденауер, дека 56% од гласачите на ВМРО ДПМН би поддржале Евроазиска унија, предводена од Русија како алтернатива на Европската унија. И сега тоа беше повод председател Пендаровски да дава одредени ставови, изјави, квалификации, на тоа вашиот председател врати. Како вие го објаснувате овој резултат? Видете, сум видел многу анкети со многу различни резултати. Тоа што е значајно е позицијата која што ќе ја преземе политичката партија, односно која што конзистентно ја презема ВМРО ДПМН по однос на стратешките надворешно политички приоритети на државата. Дали и нема никаков сомнеш во ставот, акциите, политиките на раководството може да имаат влијание врз овие 56% кои што велат Евроазиска унија предводена од Русија може да биде алтернатива за ЕУ. Сум видел секакви анкети, со секакви мислења. Тоа што ние имаме како одговорност, како носители на одлуки во партијата, како носители на одлуки во делот на владењето со одредени области во државата, наша обврска е да носиме одлуки кои што сметаме дека се во интерес на сите граѓани на Република Македонија. И во таа смисла, членството во НАТО, поддршката на понатамошниот пат на Македонија кон полноправно членство во Европската унија, конзистентноста на нашите ставови во однос со сите наши стратешки партнери, нема никаков сомнеш, ниту очекувам дека ќе има било каква промена. Петровска, на ваша адреса одат критики како влада, велам, не лично на ваша како министерка, за тоа дека, иако сте имале навреме информации за тоа дека ќе се случува криза од вакви, може би од вакви размери, во тој дел од Европа, дека не сте преземале се навреме. И во делот на обезбедувањето на државата со неопходните продукти и во делот на евакуацијата на дел од нашите државјани од Украина. Да бидам попрецизен, председателот Пендаровски во интервју за Сител вели уште на 5 ноември добивме информација преку соодветните НАТО канали дека вакво нешто се подготвува. Токму така, обвинувањата веројатно доаѓаат од оние кои само се надополнуваат на центрите на, би рекла, кои се имаат една единствена цел, а тоа е да шират дезинформации и да креаат паника и страв. Што е дезинформација? Ова што Пендаровски го кажува или? Сега ќе објаснам, тргнувам само како одговор. Дезинформација не е апсолутно тоа што председателот Пендаровски го кажал. Реков дека обвинувањата доаѓаат од центрите кои имаат за цел да поддржат ширење на дезинформации, создавање паника и сеење страв во нашата држава. Ги гледате, ги слушате државјаните на Република Северна Македонија од Украина, дури со лица, со видео, со аудио повици, како велат не можеме да се евакуираме. Така е, и затоа, ако сега веќе зборуваме конкретно за процесот на евакуација на нашите граѓани, треба да потсетиме дека Министерството за надворешни работи во рамките на своите надлежности, а се разбира врз основа на информации кои се споделуваат по различни канали на комуникација, зборувам сега за официјални канали на комуникација, уште на 11 февруари, 2 недели пред да започне војната агресија, ги повика нашите државјани кои се наоѓаат на територијата на Украина да се вратат во својата земја, односно да ја напуштат територијата на Република Украина. 11 февруари е ден кога се уште немаше никакви воени действија на таа територија и кога сите начини на транспорт, авионски превоз, копнен превоз и така натаму, беше дозволен и беше расположлив на сите. Тој повик од Министерството за надворешни работи во име на владата на Република Северна Македонија неколку пати беше потенциран и беше соопштуван преку различни начини на комуникација, зборувам кон граѓаните, нашите граѓани кои се наоѓаат таму. Така што од тука ја дадов мојата првична оценка дека обвинувањата не се основани. Знаете како председателот на државата ја даде изјавата она по формати и на начин на кој што ја даде, да, точно тој се повика дека, сега јас зборувам за време кога не сум била министерка, но се разбира тоа останува начинот на комуникација, зборувам сега сознанијата остануваат во архивите, би рекла, на министерствата и на институциите. Тој се повика дека да, уште од тогаш постоеле сознанија дека се планира ваков тип на воена интервенција во обем и размери и така натаму.
Тоа се сознанија и веројатно се претпоставуваме дека во тие сознанија тогаш биле земени со некаква помала веројатност. И знаете како во разузнавачкиот свет раното предупредување е поприлично важно. И како се приближувал периодот, веројатно на предпоставеното действување на руските сили, така предупредувањата се засилуваат. Во таа насока е и предупредувањето, повторно ќе кажам, на нашето министерство во име на владата, дадено на 11 февруари. Сметате навреме и... Апсолутно. Ако земеме кој ден се случи воената агресија, тоа е 24 февруари, од 11 февруари, апсолутно граѓаните имаа време да го послушаат обидот. Но, тука не застанува действувањето на институциите. Апсолутно треба да имаме предвид дека она што сега се случува во Украина е војна. Тоа значи дека безбедноста таму е загрозена и нарушена. Извлекувањето на нашите граѓани навистина се одвива отежнато. И Министерството за надворешни работи како задолжен орган има единствена цел, а тоа е со поддршка на сојузниците да ги извлече на безбеден начин нашите граѓани. Впрочем, во таа насока и одлуката амбасадорот да биде пратен повторно во Украина, за да може на лице место да асистира во спроведувањето на Во име на динамиката на оваа дебата да му дадеме шанса на Муцунски, претпоставувам има што да каже, бидејќи партијата е многу вокална. Министерката почна со ставот дека има одредени центри кои што шират паника и дезинформација. И се согласувам апсолутно со тоа, но би морал да констатирам дека веројатно тој центар се наоѓа на булевари Линденска. Затоа што ајде да ги споредиме изјавите кои што ги слушаме во последните дени. Председателот на држава ни кажува дека ние веќе во ноември сме знаеле дека постои сериозни индиции преку кредибилни информации кои што сега се докажуваат дека ова што се случува ќе се случи. Истовремено председателот на државата кажува дека сме побарале од Србија поддршка во пченка и пченица. Председателот на Србија го потврдува истото во текот на истиот ден, мислам. Министерот за локална самоуправа исто така вели дека дека Србија дала поддршка, но не сме побарале, а министерот за економија кажува дека полни се стоковните резерви. Значи, кај граѓаните има паника и страв за импликациите од оваа криза, бидејќи се навикнати на влада и институции кои што постојано ненавремено постапуваат. Се сеќаваме за најавите од енергетска криза, ненавремени реакции, дури бевме во ситуација каде што крадевме од мрежата од европска мрежа струја. Се сеќаваме на состојбите со вакцините, кога целиот свет и цела Европа добиваше вакцини, ние бевме последни во регионот. Сега стравот кај граѓаните е во делот на полнењето на стоковните резерви, бидејќи ние навремено во делот на заштитата на економијата, во делот на заштитата на стратешките интереси на граѓаните не сме постапиле како што треба. Дали кога се добиле овие информации, бил свикана седница на Советот за безбедност? Како што знам, веројатно не. Дали како во сите развиени држави било брифирано собранието за тоа што се очекува да се случи на 1500 километри од Македонија? Еве, можам да ви потврдам дека не било брифирано собранието. Дали се биле превземени превентивни економски мерки за заштитата на и така погодената домашна економија од ненавремените мерки во текот на ковид кризата? Еве ви кажам, слушнавме денеска од премиерот дека се уште се размислува за точно кои мерки ќе се превземат. Паниката доаѓа од тоа што граѓаните имаат влада во моментот кои што знаат дека ненавремено постапува за решавање на проблемите со кои што се соочува државата. Ние сме заедно неколку месеци претходно, а ништо не е направено во таа смисла. Мораме, и затоа ние како политичка партија во делот на економијата понудивме и пакет мерки. Бидејќи ние мораме да заштитиме ценовната стабилност, мораме да се бориме со инфлацијата за која што не се превземаат никакви мерки секојдневно, а гледаме, и мораме покрај безбедноста, секако кој што е на примерен план, да се грижиме за домашната економија, за извозно ориентираниот сектор кој што сериозно ќе биде погоден, дали е тоа земјоделието, дали е тоа винарскиот сектор, дали е тоа фармацевскиот сектор кој што ќе бидат погодени од овие санкции. Паниката кај граѓаните потекнува од несоодветна реакција во последните периоди. Петровска. Секако. Ако велите дека центарот за ширење на паника се наоѓа на Линденска, тогаш како ќе го оправдате тоа што истиот момент кога председателот на Србија кажа дека ќе испорача помош за нашата држава, на наше барање, имаше соопштение од министерот за земјоделство,
кој што е надлежен практично да води грижа за тој дел од стоковите резерви, кој кажа дека имаме доволно. Значи, ако не се подведуваме на ширење на дезинформации, сеење паника и страв, тогаш верувате на центарот на Илинденска, требате да го земете за релевантно неговото соопштение во кое кажа дека имаме доволно стокови резерви. Истото тоа, бидејќи повикавте на свикување на Совет за безбедност, да, имаше редовна седница на Советот за безбедност, од каде што излезе информација, односно се соопшти, се разбира транспарентно, дека било дискутирано и се заклучило дека стоковите резерви ги имаат резервите кои се неопходни за оваа држава. Значи сега зборуваме, мојата интервенција во делот на дезинформациите беше таа. Ги имаме од една страна официјалните соопштенија на владата и институциите на државата, наспроти и поинаквите толкувања од тие центри кои што имаат за цел ширење на дезинформации. Што се однесува на тоа, за повторно ќе се навратам, иако не сакам, но ќе се навратам на тоа дека на вашиот коментар дека требало уште во ноември месец да биде свикан Совет за безбедност, имате информации, односно претпоставувате дека не бил свикан околу сознанијата. Знаете како, Совет за безбедност се свикува, јас не би сакала да се мешам во работата апсолутно на претседателот, но кога добивате разузнавачки информации, тие се добиваат различен вид на разузнавачки информации, речиси на секојдневна основа по различни актуелни прашања кои се случуваат во светот и во нашето опкржување. Зарем мислите дека треба секојдневно да се свикуваат седници на Советот за безбедност? Впрочем, јас не би навлагала во деталите освен она што претседателот вчера го соопшти, но само теоретски, познавајќи го делумно работењето на безбедносно разузнавачките служби. Во секогаш во информациите кои се пласираат се соопштува и степен на веројатност, односно кога се очекуваат работите да бидат придвижувани. Она што е основата во суштина на разузнавањето. Ако таму не биле дадени насоки дека треба, односно предупредувања дека треба да се забрзаат чекорите за алармирање на институциите, очигледно е дека нашата држава постапувала согласно целосната информација. Претседателот кажа првични сознанија. Јас сам молувам, со оглед на тоа што станува збор за сензитивни документи, да не ги злоупотребуваме и изјавата на претседателот да не се обидуваме без при тоа да имаме документи пред нас да ја толкуваме на погрешен начин. Не доглед доди, ама две реченици само. Инаку што се однесува до мерките, само да се потсетиме дека во време на пандемијата, кога владата тогаш во тој состав, се потсетиме дека имавме и техничка влада, нудеше пакет на мерки за справување со последиците од ковид кризата, кои освен што имаше здравствени последици, апсолутно трпеше и се уште трпи економијата ширум светот. Тогаш бевме обвинувани од ВМРО-ДПМН дека тоа сакаме да ги подкупиме граѓаните. И тоа изминатиот период редовно се случува, па впрочем и ние кога бевме и двајцата во собрание како пратеници, таквите коментари се случија. Значи, ајде да заземе ВМРО-ДПМН став. Дали пакетот на економски мерки, не е битно кој го предлага, но како мерки, дали се во интерес на одат како подкуп на граѓаните или се во интерес на зачувување на економијата и стабилноста на државата. Тоа е клучно прашање што треба да се го одговори. Внимателни со своите изјави и соопштението од Министерството за земјоделие е во целосна контрадикција со изјавите на претседателот на државата и министерот за локална самоуправа, кој што лично сам ги имам слушнат. Јас затоа ви велам неконзистентноста на начинот на кој што носите одлуки. Тоа што граѓаните го гледаат од претходен пристап на владата кон кризата е тоа што креира паника. Токму вашата потврда дека министерот за земјоделие кажува едно, а тоа што сите сме го слушнале кажано од претседателот на државата и од страна на министерот за локална самоуправа е потврда зошто граѓаните се во панична состојба заради неконзистентноста на владата и навиката дека владата при кризна состојба не знае соодветно да постапи. Значи... Ако ми дозволите, што се однесува до економските мерки? Во собранието, секогаш, во секој момент сме давале поддршка на економските мерки и сме барале нивно проширување и надградување. Тие биле недоволни мерки. И вие знаете и самата сте свесни во големиот број дебати кои што сме ги имали и во Комисијата за финансирање и буџет и на пленарната седница. Секогаш сме ги поддржувале економските мерки и сме сметале дека се недоволни и треба да бидат повторно проширени на градени. Една од мерките кои што во нашиот во времето кога заеднички ја поминавме во собранието, беше намалување на стапката на ДДВ за струја, каде што јас лично од пленарна седница кажав
дека тоа треба да биде мерка која што ќе биде невремена, како што се предвиде тогаш со законот, туку мерка која што ќе трае подолго време. И сега повторно ви предлагаме, треба да трае подолго време мерката за намалување на ДДВ за електрична енергија за мали потрошувачи. Ние во делот на економските мерки, и вие самата сте свесни за тоа, како политичка партија секогаш сме проактивни, бидејќи дали сме опозиција, дали сме власт. Има суштински прашања, посебно кога е во прашање стандардот на граѓаните, каде што дебатата треба да биде сведена на добри политики, а не на дневна политика. Само две реченици. Ако сте во интерес на граѓаните, еве едно конкретно прашање кое што изминатиот период ки засега и вработените во Министерството за одбрана, кај чишто министер сум, и за кое што имаше и протест. Зошто го блокирате законот за служба во армијата, со кој што се решава економскиот аспект на професионалните војници кои навршуваат 45 години старост? Преплавене со илјадници амандмани поднесени од вас. Заради што? Објаснете. Заради тоа што имаме суштински барања. Едно од тие барања да го објасниме, ајде. Едно од тие барања е поврзана со пензиите кои што се примаат, односно сакаме во тој закон да се инкорпорира меѓу другото позитивна ретроактивна примена на поповолните пензии кои што ќе се придобијат со овој закон. Имаме одредени други аспекти поврзани со функционирањето на Министерството за одбрана. Односно, зошто во тој закон се предвидува привилегиран процес на фест трек унапредување само на тие службеници, односно тие воени лица кои што се дел од Генералштабот, а не на тие кои што работат оперативно и многу тешки задачи. Значи, не може вие да предвидите фест трек само за едни воени лица, а другите да ги тргнете на страна. Имаме суштински забелешки, подготвени сме меѓу другото, овие ни се двете клучни суштински забелешки, позитивна ретроактивна примена на законот за поранешните веќе пензионирани воени лица и за наоѓање начин на фест трек не само на одредена група лица во армијата, туку да се прошири тој опсег и за тоа кога сте подготвени да разговарате, пратениците во собранието на ВМРО ДПМН се подготвени да дискутираат и заеднички да се донесе еден закон кој што нема да биде само политизација, туку ќе донесе суштински промени. Добро, не е тоа вистинската причина заради која што го имате блокирано со 2000 амандмани. Друга е вистинската причина, аргументирани и воените лица можат за тоа да јас ќе ви одговорам зошто не не држи тоа, заради тоа што прашањето на пензионирање кое вие велите дека од тие побуди го блокирате е на маса со во преговорите со синдикатите. И не заборавате дека овој закон тогаш кога бил предложен, а тоа е пред отприлика година дена, бил со одобрување од синдикатите. Заради решавањето на многу наталожени проблеми со годините кои со тој предлог на закон треба да им бидат односно измени решено. Не можете со колективно преговарање да договорите позитивна ретроактивна примена за веќе пензионирани лица, но може да се дискутира, ве гледате. Зборуваме за закон кој има за цел да ги уреди и да ги подобри условите за работа на вработените. Се согласувам, ништо подобро може да биде на дискусија помеѓу политички партии. Во собранието се носи законот. Ако за тоа притоа синдикатот дал согласност. Диалогот кој што сега јас го водам со синдикатите е за многу други прашања кои за жал се решени во тој закон, но заради неносењето на законот луѓето се соочуваат секој ден со проблеми. Министерка ви дадов кредибилни аргументи, може да се дискутира, сакам да ви кажам. Ако сакате решение, ако сакате да покажете добра волја за децениски проблем на професионалните војници, за кој што во ваше време беше решаван само парцијално со зголемување на старосната граница, но не и суштински, можевте да го поддржите или барем да не го блокирате донесувањето на тој закон. Ви дадов аргументи на работи што може да се инкорпорираат. Ајде изгласате го законот, па ќе ги отвориме сите останати прашања да го дискутираме. Дајте да не дискутираме. Вие ултимативно го блокирате законот. Дајте да дискутираме, подготвени сме. Ви дадов два или повеќе аргументи. Синдикатите протестираат пред владата, а блокадата ја правите вие. Каква иронија за тоа? Не, добро. Може да се најде решение. Темата е Украина и сега јас пак ја одзумирам. Стигнавме до една, не сакам да ве прекинувам, бидејќи очигледно дека водевте содржинска дебата, веројатно ќе пристапите едни кон други и ќе пробате да најдете решение. Дали најавената помош за Украина е веќе испратена, министерке? И може ли да знаеме за колкава сума станува збор за воената опрема воената помош, прашувам, за колкава сума станува збор ако не и за содржината, бидејќи и вие и шефот на државата го гледа во веќе споменатото интервју, зборува за тоа дека станува збор за класифицирана информација.
Да, класифицирана затоа што барањето кое беше специјално, мислам, испратено од страна на украинските власти е со класифицирана содржина, таму се набројува впрочем што побаруваат од нас, се разбира доколку сме во можност тоа да го испорачаме и од тие причини во јавноста, а во интерес на транспарентноста и во интерес на тоа дека јавноста треба да биде запознаена со одлуките на владата во прашањето со состојбата во Украина, објавивме, соопштивме дека донесовме одлука за донирање на воена опрема и помош согласно барањата на украинската страна. Заради тоа и таа класификација. Ако почнеме сега да соопштуваме вредности или евентуално во која насока, тогаш откриваме дел од нивните побарувања. Зошто е проблем ние да кажеме, иако нудите некакво објаснување, но да речеме многу поразвиени земји кои што предпоставувам дека донираат многу пософистицирана опрема и оружје од нашата држава на Украина, јавно соопштуваат што испраќаат како помош. Ви кажав, заради тоа што барањето е класифицирано и го почитуваме текот на документите кои носат назнака класифицирано. Ако сакавме да скриеме било што, ќе скриевме, немаше да соопштиме ни дека сме донирале воена опрема. Она што е особено значено за јавноста, за граѓаните да знаат и дека донирањето на оваа опрема апсолутно не влијаат на капацитетот и способноста на нашата армија. Сакам да ве прашам околу ангажманот конкретен, евентуален на армијата. Се разбирам, мислам дека на сите им станува јасно дека војска во Украина ниту се бара, ниту ќе оди, бидејќи Украина не е НАТО земја членка, а НАТО во овој момент се држи цврсто до членот 5 од Вашингтонскиот договор, кој што се однесува на колективна одбрана на членките, а не и на нечленки на алијансата. Сега, веројатно, максимум што би можело да се очекува е упатување на одреден контингент македонски војници во дел од земјите кои што се дел од источното крило на НАТО, каде што гледаме дека има најави дека се упатуваат или се испраќаат дополнителни НАТО сили. Дали за такво нешто во овој момент се разговара и е побарано од Северна Македонија? Ќе одговорам конкретно, ќе ми дадете само малку можност за еден вовед, би рекла, во оваа насока. Значи, во 2014 година по анексијата на Крим, НАТО алијансата донесува одлука согласно која воспоставува систем на зајакнато присуство, зајакнато истурено присуство на источната граница и во таа насока развива програми за тоа кои држави од таа граница ќе бидат опфатени со зајакнато присуство на НАТО силите. Се разбира, во тој период Република Северна Македонија не е членка на алијансата и не е дел од тоа, но минатата година, значи далеку пред овие случувања или било какви сознанија дека ќе има воена интервенција, тоа е некаде средината на минатата година, се носи одлука во рамките на нашето пристапување, односно веќе сега како членка на НАТО, се носи одлука за испраќање на ваква на единица во рамките на овие истурени сили на НАТО. И одлуката која што е донесена и таа минатата година и јавно соопштена, се работи за едно оделение, односно една единица за атомско-хемиско-биолошка единица која би се испратила во Латвија во месец јуни оваа година. Значи ова е во рамките на редовно. За колку војници станува збор? Тоа е цела една единица, мислам дека станува збор за десетина припадници на таа единица, но тоа е во рамките на одлуката донесена минатата година, тоа е редовно планирање, не е ништо вонредно. Во однос во контекст на вашето конкретно прашање, дали до овој момент и она прашање што да речам се поставува многу често, но имајќи го предвид брзиот развој на настаните и очекувано е да се поставува, а тоа е дали од нас досега е побарано, значи ова да речем редовно планирање го тргаме на страна, дали е побарано дополнително испраќање на дополнителни единици од друг вид кои би се распоределе во некоја од овие земји. До овој момент не, но се разбира дека во рамките на НАТО планирањето се разгледува учеството на сите земји дополнително и дека ако се побара, односно се донесе одлука дека е потребно дополнителен ангажман од нашите национални сили во одлука која што е пропишана, тоа ќе биде одговорено. Поправете ме ако грешам, лесната пешадија во Штип, некаде околу 700-800 војници се тие кои што би биле
евентуално први распоредени во случај на такво барање? Не? Не. Тоа е единица, односно батальонот, тоа е цел батальон, но ние би распоредувале единица, што е помала организацијска структура, односно согласно побарувањето. Не велам сите тие, туку дел од нив. Не, таа единица која е декларирана како наша НАТО способност и за која што декларирана способност треба да биде оцената, тоа ќе се случува на вежба која ќе се одржи во април месец. Значи таа ќе биде оценувана за подготвеността да учествува во некои идни операции и мисии. За тоа каква единица, во кој обем и кога евентуално би се испраќало, тоа е одлука која што ќе се донесе во наредниот период, ако, повторно ќе кажам, се укаже потребата од таков ангажман. Муцунски членството во НАТО е предност или товар на Македонија во овој момент? Па, низ призмата на прашањето кое што вие го поставивте, имавте и претходна дискусија со министерката околу неактивирањето на член 5 од Северноатлантскиот договор. Но истовремено треба да нотираме дека ова е еден редок случај каде што е активиран членот 4 од Северноатлантскиот договор, каде што 8 земји членки на НАТО побара отворени на така наречени консултации, кои што веројатно ќе произлезат и сериозни заклучоци, веќе се превземени одредени воени действија од страна на организацијата врз основа на тие консултации, што значи дека Северноатлантската алијанса не седи туку така на страна од сите овие процеси кои што се случуваат. Тоа го гледаме ние на дневно ниво преку тоа што медиумите ни го кажуваат, но го гледаме и преку тоа што се случува во седиштето на алијансата и тоа што го прават земјите членки. Не е товар безбедносниот чадор кој што ние го имаме обезбеден од страна на алијансата. Дефинитивно не е товар и ВМРО ДПМН како политичка партија долго време ја движеше Македонија кон полноправно членство со Европската унија, доказ за тоа се многобројните МАП циклуси, Membership Action Plan циклуси, кои што претходна влада на ВМРО ДПМН исто така успешно ги спроведуваше и Република Македонија во 2008 година исполнуваше услови и критериуми да биде членка на НАТО. Тоа значи тоа било наш стратешки приоритет и останува приоритет да бидеме кредибилна членка на алијансата. Ако ми дозволите, околу евентуалните, сакав вас да ве прашам уствари прво за евентуалните бегалци, бидејќи и тоа прашање се отвора, се подготвуваат капацитети? Има најави дека евентуално би стигнале? Институциите се задолжени во рамките, да речам, на тоа рано предупредување, затоа што војните действија се случуваат, но текот на бегалците за сега не упатува на тоа дека би се движеле исклучиво кон нашата држава или во голем број. Она што до сега е познато од нивните придвижувања е дека тие повеќе и што и логично и очекувано бараат прибежиште или скривалиште во земјите долж границата, најчесто тоа е Полска, во најголем број од раселените лица тие се згрижени во Полска, Словачка, Романија. Присуството нивно, односно движењето овдека на балканските земји е многу мало. Во Република Северна Македонија доаѓаат украински граѓани, меѓутоа тоа се најчесто кои се поврзани или со семејства кои овдека веќе живеат, или еден од брачните партнери е со потекло од нашата држава, така што за време на актуелната криза има и такви доаѓања. Да, но не станува збор за, знаете како, не се класични бегалци, заради тоа што тие влегуваат согласно постојните прописи, тоа значи дека границата, бидејќи немаме но има такви доаѓања. Апсолутно да. Има, затоа рекам, тие се на принципот на ако имаат член на семејство кој веќе е во нашата држава или се од мешани бракови или партнерства. Има многу интересни аспекти за кои што верувам сте подготвени двајцата да дебатираме од тоа дали има ризици за прелевање на кризата, имајќи ја предвид состојбата во Босна и Херцеговина, пред се Република Српска, некако прашањето за евентуално членство на Косово во НАТО исто така беше актуелно деновиве низ серија изјави и реакции на тоа. Председателот на македонскиот парламент Талат Џафери рече дека Отворен Балкан треба да се преиспита со оглед на тоа што Србија не сакаше да се придружи кон санкциите на ЕУ кон Русија, па како вели Џафери, Вучич не е истиот оној човек со кој се разговараше и се создаваше иницијативата, но во интерес на времето ќе поминам на ЕУ, интеграцијата на земјава во Европската Унија и за тоа дали во дадениот контекст може нешто да се добие
плюс Муцунски, што мислите вие? Па, јас мислам дека ова прашање може да се надоврзе за тоа што вие претходно спомнувавте, односно значењето на нашиот регион апропо оваа криза. Јас лично повеќе пати сум алармирал дека неевропското, неправедното и најблаго кажам некоректното барање од Бугарија и блокирањето на евроатлантскиот пат на Македонија ја загрозува регионалната безбедност. Ги гледаме состојбите во Босна, каде што е активиран резервен состав на Алтеа во моментот. Го гледаме и фактот дека министерот за надворешни работи на Русија во еден сериозен кризен период наоѓа време да се слушне со господинот Додик, што значи дека не треба да подценуваме таа состојба која што постои многу блиско во нашиот регион и како таа може да има негативни влијанија и кон Македонија, но и кон целокупниот регион. Кредибилитетот на Европската унија е постојано на тест кога е во прашање интеграцијскиот пат на Република Македонија, бидејќи ние со децени сме неправедно блокирани. И дали оваа криза ќе помогне? Јас не можам да го дадам одговорот, веројатно владата го знае покредибилно одговорот, но дали Македонија, како што заслужуваше во 2008 година да стане членка на НАТО и како што пред многу години заслужуваше да отпочне преговори со Европската унија и денес заслужува да отпочне преговори со Европската унија, да, заслужува. Ова повеќе во смисла на барањето на Украина за членство во ЕУ, тие би сакале брзо членство во ЕУ да им се случи. Би сакале, но јас лично веќе со ова сега веќе мое толкување не мислам дека Европската унија ќе се впушти во една таква драстична одлука во ова време. Но дали ние и апропо актуелните случувања во Украина треба да правиме и дополнителна дипломатска офанзива за отпочнување на пристапните преговори денес за Република Македонија, треба да го правиме. Тоа што мене ме закружува е што ние немаме во моментот амбасадор во Европската унија, бидејќи актуелниот македонски амбасадор во Европската унија ќе биде наш амбасадор во Софија. Немаме амбасадор во Соединетите американски држави, немаме амбасадор во значајни земји во регионот како што е Република Турција и сето тоа кога ќе ја споите, создадени се услови за дополнителна дипломатска офанзива, но јас за жал мислам дека ние немаме капацитет, ниту план, ниту стратегија да водиме таква соодветна дипломатска офанзива каква што е потребна на нашата држава. Посебно земајќи во предвид специфичниот безбедносен и економски. Во почетокот на одговорот рековте дека подолго сте зборувале за тоа дека ова е и безбедносно прашање, што би значило дека сте на линија на ова што и Османи денеска од Брисел го кажува. Петровска, какви се вашите сознанија, повеќе претпоставам од контактот со колегите во владата? Има ли шанси ова на некаков начин да го забрза овој другиот процес? Сите процеси на отворени кои се водат за процес на интеграција на државата нашата во Европска унија, но и генерално на отворените процеси и во другите држави, се разбира дека сега во ваква ситуација се може да бидат доведени во контекст на безбедноста, што е сосем очекувано, особено што и Европската унија, иако кај нас е препознатлива по други прашања, би рекла политики и така натаму, има еден голем дел што посветува на европската заедничка и безбедносна надворешна политика со која што постигнавме целосна усагласеност одамна. Само малку ќе се навратам наназад, тоа е на прашањето, но многу кусо, на прашањето дали членството наше во НАТО е товар или повеќе придобивка. Апсолутно не е никаков товар. Зошто? Заради тоа што нашата стратешка цел на државата е одбранбената политика и штитењето на нашите национални интереси. Националните интереси на државата значат штитење на сопствениот територијален интегритет и суверенитет, почитувањето и неповредливоста на меѓународното право и во нашата држава, но и надвор, и секако безбедност, гарантирање на безбедноста дома, во регионот, во Европа и во светот. Некој ќе каже, ако Русија вели дека сите НАТО земји членки се легитимна цел во даденава ситуација, тогаш како одговарате на тоа? Да се докажам, значи национален интерес е се во ова што јас го набројав сега. Да, тоа со нашето членување во НАТО станува национален интерес од кој имаме придобивки од нашето членување во НАТО. Значи, националниот интерес никогаш, се разбира, не може да биде товар, туку напротив придобивка. Она што е значено од аспект на одбранбена политика или безбедност за нашата држава е дека кога сте сам, имате многу тежок процес да изградите одбранбени капацитети, сега зборувам за воени одбранбени капацитети и друг вид на одбранбени капацитети, со кои што ќе може да се спротиставите од било каков вид на закани. Кога се наоѓате како дел од системот на колективна одбрана, како што впрочем е и НАТО
НАТО алијансата, од кој што сме ние веќе составен дел, тогаш имате колективна одговорност, односно колективна одбрана споделена помеѓу земјите членки. Во таа насока и она што беше постигнато за договор за воздушното покривање на нашиот процес, односно заштита и наблюдување од страна на грчката армија, која во тој дел располага со многу поголеми капацитети и пософистицирана опрема. Ова го кажувам како пример, еден од примерите за придобивките, заради тоа што на тој начин инвестициите, модернизацијата на нашата армија се сконцентрира на други елементи за кои сметаме дека треба многу побрзо да се развиваат, а кои во периодот до пристапувањето не биле покриени со таков вид на активности, односно на инвестиции. И од тука го се наметнува и прашањето за обврската наша, односно прифаќањето на обврската до 2024 година да имаме буџет за одбраната кој ќе биде во висина од 2% од бруто домашниот производ и повеќе од 20% токму инвестиција, односно вложување во модернизација на нашата национална армија. Добро, толку е времето за вечер. Ви благодарам што бевте дел од 360 степени. Мислам дека имавме интересна дебата. Благодарам за поканата. По рекламите е новата саботажа. За да се биде духовит, потребно е барем малку да си има смисла за хумор. Да екзистира нишка на креативност со која на префинет начин ќе се соопшти некоја шега. Во тоа е разликата меѓу луѓето кои засмејуваат и оние кои се трудат да бидат вицкасти. Морам да кажеме на еден виц кој го укажува на сето тоа. Летале над некое село татко и син вампири. И таткото му вели на синот, ќе слетаме овде малку, да се напиеме малку крв и да продолжиме натаму. А синот вели, не бе тато, ќе им ја испиеме цела крв. А таткото вели, па не сме ние сад и НАТО. Ова е исклучително препредено гледиште за начинот на кој својата глад божемно ја задоволуваат глобалните партнери на Македонија. Не значи дека проблеми во ланецот на исхрана не се појавуваат и меѓу локалните дракули, со оглед дека во последно време зачестено се покажуваат заби. Јас секогаш седам на едно столче. Ако почнува тоа столче да ме боцка, федерите да искачаат, го земам, гудирам од зид и си седнувам, си земам друго столче. Значи, Глупам од зид и си земам друго столче. Оние пак кои што туку заседнаа во него, иако знаат да анализираат, зборувајќи за особеностите на украинскиот и еден поранешен американски актер. Како да забораваат дека во таа просторија, од која сега тие се креатори на политики, седел и еден од нереализираните таленти на македонското глумиште. веројатно тој е втор глумец што прави одлична политичка кариера. Тој беше родно одреган во Америка, зашто он беше лош глумец. Освен лоша глума, постои и збрканост, која го дефинира и влијае врз политичкиот израз. Несаканите конструкции се плод на невнимателност и на брзањето се да се направи како може за 100 дена. Но денес сме тука да прославиме еден прерано згаснат живот на еден млад човек. За разлика од ова непосакувана непријатност, политичките актери имаат и светли мигови, особено кога во потполно неочекувана атмосфера. Сериозните теми ги заменуваат со допрецизирање на предрасудите кои владеат за одредени брендови од светската автомобилска индустрија. Па сега, не знам, некој алфа да ти купи, тоа единствена логика има да му ја купи алфата за да задосни на пленарна седница у собрание. Пошо Да не отвараме муавети за алфи. да не возиш и ти алфа. Доволно со цитруенот имам мака. И на крајот, кога маката ескалира, па проблемот со идентитетот добива специфична димензија. Види, Златко, не знам исто што телите би сакал да ме разберат. Знаеш што, Златко, за еволуцијата и... Абе, не, види вака, Златко, јас сум бил... Ако по цел сат муавет не може да се запамети име на соговорник, тогаш или е проблематичен неговиот кредибилитет, или освен банката во стечај заминала
и меморијата. Пријатно до понеделник во 22.